Ја почнуваме последната тема од збирката задачи се извлечени наставните ливчиња. Во овој случај имаме тема 10, прва група, прва задача. Една коцка е фрлена 30 пати. Се добили броевите 3, 3, 2, 6, 5, 4 и така натаму. Последно фрлење се погодил бројот 5. Направи табела на фреквенција и изведи еден заклучок што ќе го согледаш од таа табела. Во овој ред ќе пишуваме броевите како паѓале, мислам броевите на коцката. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 на коцките нема. Има точки 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пошто најмногу 6. Фреквенција. Овде ќе ставаме знаци кој колку паднал, односно цртички. Првата цртичка ќе ставиме кај бројот 3 и втората цртичка кај бројот 3. Трета цртичка кај бројот 2. Наредна цртичка кај бројот 6. Наредна цртичка кај бројот 5, па кај 4, па кај 1. И одиме така со ред. Последна цртичка ќе ставиме кај бројот 5, последната цртичка. И тоа ќе не изгледа вака. Што ми имаме 5 цртички, петтата, ја ставаме така да ги споиме претходните 4. Полесно ќе ги броиме после. Ајде. Колку пати паднал бројот 1? 5 пати. Колку паднал пати бројот 2? 5 и 1, 6 пати. Бројот 3 паднал 4 пати. Бројот 4 и тој паднал 4 пати. Бројот 5 паднал 7 пати. Бројот 6 паднал 4 пати. Изведи еден заклучок што ќе го согледаш од табелата. По ваш избор заклучокот, например, не да напишете дека бројот 6 паднал 4 пати или најмалце пати паднале броевите 3 и 4 од коцката. Сите се 30. Мода. Мода е податокот што најмногу пати се повторува. 7 пати паднал бројот 5. Значи, овој бројот 5 е мода. Од Б. Колку имаме проценти? 5 од 30 е 1/6. Со која дробка мислам да запишеме? Во проценти е 100 поделено на 6, 16,6 во периода. Само малце да видам ова на што се однесува. 5. Да. 5. Не знам, нешто овде ме буни, да видиме што е работата. 5 од 30. Сите се 30, 5 од 30, значи бројот 1. Бројот 1 паднал 5 пати од сите фрлења, тоа е 1/6 после кратењето или во проценти е толку. Претходно се обидов да го снимам ова видео, кој имав проблеми, сега го снимам втор пат, ова го читав вода е бројот 5. Па се чудам што може да биде тоа вода бројот 5. Јас го напишав, а не знам да се го читам. Втора, дополни ја дадената табела. Средна вредност треба да пополниме и производ на средната вредност и фреквенцијата. Како добиваме средната вредност? 0 плюс 3 е 3, поделено на 2, 1,5. 4 плюс 7, 11, поделено на 2, 5,5. 8 поделено на плюс 11, 19, поделено на 2, 9,5. 12 плюс 15 поделено на 2, 13,5. Производот. 4 по средната вредност е 6. 7 пати по
односно ако веќе сакаме правилно, средната вредност по фреквенцијата 5,5 по 7, 9,5 по 0, 13,5 по 5 и овамо средната вредност која е? Тоа е која е средна вредност овде? 35 поделено на 2, 17,5 по 9, 157,5. Табелата е пополнета. Прво варење. Одреди ја модалната класа. Мода. Најмногу пати се повторува бројот 9. Модалната класа е 16 до 19. Од Б. Во која класа се наоѓа медијаната? Сите податоци се 11, 25. Земаме 12 од почетокот, 12 од крајот, кон средината одиме и добиваме тоа е 24, останува еден број на средина. 4 и 7, 11. Значи овде, ако гледаме од долу кон горе, 9 и 3, 12. Значи тука ќе ни види тоа. А тоа е 12 до 15. Медијаната е во таа класа. Аритметичка средина. Ги собираме сите овие податоци и делиме на 25. 269,5 поделено на 25 е 10,78. Трета значи. Веројатноста денеска да заврне е 30%. Пода, запиши ги шансите да заврне денеска со помош на дробка. 30% е 30 врз 100. Се крати со 10 и добивме 3 врз 10. Под Б. Одреди ја веројатноста дека денеска нема да заврне во проценти и во дробка. Во дробка ќе биде дополнување на оваа дробка до 10 десетинки, до 1 цело, ќе биде 7 десетинки. А во проценти е 100% минус 30% е 70%. Тоа е 70 врз 100 или како што кажав 7 врз 10. А ако пода ви бараја овде, да, пода, запиши го тоа како децимален број, ке запишете 0,3. А кој децимален број би го запишале овде? 0,7 или 0,7 десетинки. 0,7. 0,7 десетинки. Тоа беа задачите од темата број 10 и тоа од првата група. Ви благодарам.